За да реализира општина Велес и секоја друга општина, такви капитални проекти навистина треба поддршка, заради тоа што нашите буџети се сепак лимитирани. Јас ко подобри буџетот на општина Велес, тоа значително. Заради тоа што решивме многу проблеми за легализација. Илјадници стоја во фиока. Решивме таночни пријави кои што граѓаните молеа да си ги платат. Еве, во завршна фаза сме на тој процес. Молеле да платат, да не им давале? Ви кажувам дека првите неколку години ме запираа луѓе, неискрено тоа ти го зборувам, дури веќе со солзи на очи, и тоа возрастни луѓе, заради тоа што не се учени да си платат. Тоа. Значи да не им се блокира сметката, да не им дојде после на еднаш и вика те молам синко да си платиме. Значи ме молеле. Тоа побогу зашто не им дозволува да плаќаат? Па заради тоа што не знам, не сакам да навлегувам. 10.000 Александар 10.000 предмети имаше. 10.000 предмети во Велес. Да. Господе Боже. 10.000 предмети. Страшна бројка е ова. Рачунете по 1.000 денари само. И секоја година. Тоа се пари кои што граѓаните могат да ги платат, а тие пари треба да се вратат пак и граѓаните. Мисто да е обратен процесот како што треба, нели, државата да го наплати данок, да си го регулира, овде луѓето што сакаат да плаќаат молаа да платат.